Но пред се, почитувана јавност. Денес во собранието имавме две точки на дневен ред. Тоа беше предлогот на закон за јавна обвинителска служба и предлогот на закон за судска служба. Двете точки на дневниот ред дојдоа согласно деловникот на собранието на разгледување во прво читање, во редовна постапка, без скратени рокови, со цел да пленумот даде согласност или не, дали на Република Македонија требаат овие два закони или не. Се согласивме дека се е согласно деловник и она кое што се случи е тоа да почитуваните колеги од опозицијата на самата седница ни поднесат барање за јавна расправа во поглед на двата закони и дека тие се согласно реформската агенда. Она кое што во контекст на ова сакам да го потенцирам е тоа дека и за првото законско решение и за второто законско решение, дали овие два закони треба да продолжат како реформи, не добивме гласање, односно не добивме став од страна на опозицијата. И законот за судска служба, и законот за јавна обвинителска служба се изгласа благодарение на гласовите исклучиво на управувачкото мнозинство. Исто така е факт дека на оваа седница, по барање на опозицијата, управувачкото мнозинство стави точка на дневен ред да се гласа и јавна расправа за овие два закони кои што опозицијата ги бара исто да не ги гласа. Не се произнесуваат за, а ги гласаат. Затоа, сакам да упатам апел и до колегите од ВМРО-ДПМН, и до политичката партија Знам, и до Социјалистичка партија, и до ВЛЕН, да поддржиме јавната расправа која што ја бара опозицијата. Да ја поддржиме, бидејќи ние на вистина се залагаме за реформи. Да ја поддржиме, бидејќи на вистина се залагаме за подобра Македонија. Да ја поддржиме, за јавноста да види дека носиме добри закони. Да поддржиме, за да имаат аргумент помалку, кога се спротивставуваат и на нас, но и на Европската Унија, дека сме држава која што највеќе прави реформи од 5 држави во Западен Балкан, да продолжиме да бидеме држава која што е најтранспарентна, најотчетна, најдемократска, да продолжиме да биде држава која што најголеми пари ќе добива од страна на Европската Унија. Бидејќи тие пари се во буџетот, бидејќи тие пари се за реформи, бидејќи тие пари се за нови улици, за нови училишта, за нови градинки, за нови субвенции, за зголемени плати. Бидејќи Европската Унија вреднува, бидејќи Европската Унија е објективна и бидејќи Европската Унија не е унија во која што некој ќе предложи јавна расправа за два закони, ние ќе ја прифатиме, а потоа и двата закони не сака да ги гласа. Ќе продолжиме да бидеме мнозинство кое што не само де јуре, туку и де факто прави реформи, кој што не само зборува, туку и работи како да станеме поблиску и побрзо членка на Европската Унија. Ова го земав да го кажам, знам дека вие гледате, знам дека не ви е право тоа што ние прифаќаме се што доаѓа до опозицијата, а тие самите тоа што си го не го гласаат. Ова го кажувам заради јавноста, за да знае кој зашто се залага во ова собрание. Кој е за Европа, а кој е псевдо европјанин. Кој е за реформи, а кој е за статус кво. Кој е за носење на пари во буџетот од Европска Унија, а кој е за носење на бугари во устав. Првите сме ние, вторите се некој друг. И ние ќе продолжиме да прифаќаме јавни расправи, бидејќи ние немаме што да криеме, и ние ќе продолжиме законите кои што тие ги бараат, а не си ги гласаат, да ги изгласаме
се со цел да имаме потранспарентна и поотчетна постапка. Јас ќе ја поддржам, овој предлог на опозицијата, ќе поддржам да имаме јавна расправа, ќе се потрудиме тоа да биде пред амандманската расправа со цел секој да има можност да подготви соодветен број на квалитетно изработени амандмани. Ве повикувам се да го направиме тоа, бидејќи можно е утре, односно сега на самото гласање, и тие да не си го гласаат соствениот предлог, како точките 2 поминаа без гласовите на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам.